ќе ти посакаме добро утро тебе, Преце, бидејќи си ни во соседство, Маја Бабич ни во студиото на Утринска телма, иако велиме некој пат да се поврземе на оние хибрид наши начини или онлайн, Маја вели не го сакам тоа баш толку, тука ни е близко во соседството, што подобро ќе ни дојде дома. Мислам дека не постои некој кој што е толку близко до нашата телма телевизија. Да, има уште неколку луѓе во зградата кои што знаат да ви бидат гости, ама не ги сакам тие вибер-мибер, особено за вакви разговори, преферирам во живо. Така е. Суштински, Преце, добро утро. Некако за оние кои што не знаате, веќе се поврземе секако со приказната, она како приказна која што беше и во подготовка во еден процес како еден Николец, кога ти всушност интерно ни го сподели тоа, се сеќавам на Утринската на телма, некако се ти се оствари. Како идеја во зародиш. Како идеја во зародиш, да. И мислам дека време е само ние вака од оваа страна повторно да ти честитаме за упорноста, пред се да се остане конзистентен во време на предизвици, кога има неверојатна мас продукција на музика, на проекти. Некако се одвои, направи некаква... немавме. Мюзикли нема. И тоа е македонски мюзикли нема. Па тоа беше предизвикот всушност. Да се направи мюзикл кој подолго време го нема како форма театарска, да речеме. А и реално многу недостига на оваа публика. Веројатно тоа распродадените изведби си го говорат своето. Недостигаат забавни програми, недостигаат работи каде што ќе влезеш, ќе се чувствуваш убаво, ќе се заминеш исполнет дома, некако ми се чини дека треба да работиме на тоа овој народ да добива малку посреќена содржина, да се тргне. Само тоа ни е спасот. Имаме доволно проблеми во реалниот живот, ни требаат некакви. Значи мюзиклот Какао е сега веќе после премиерата и со една мала дистанца е навистина еден феномен кој што се случи во нашево општество. Знаевме дека ќе биде голем проект, така и го работевме. Знаевме колку е тежината на музиката на Владко Стефановски, неговото наследство кое што ние го добивме, имавме одговорност како ќе го интерпретираме тоа наследство. Но она што навистина не можевме да го предпоставиме на премиерите е тоа количество на емоција која што ја добивме од публиката. Велиме со Цеце, мислам дека овие снимки представуваат пример. Тоа не може да се фингира емоцијата на сцена, ова се гледаше дека во секој процес и сегмент уживавте во создавањето. Сите на сцена, и на сцена и во публика. Мислам дека публиката го препозна тоа што се случуваше на сцена, а на сцена се работеше последните 6 месеци се работеше со огромна љубов. Никој не беше принудно донесен во проектот за да мора да работи за плата или како работна обврска. Просто ние како продуценти и целата екипа внатре внесе многу љубов, многу ентузијазам. Мораме да кажеме дека ова е мюзикл работен од независната сцена, што е исто така еден своевиден, не би рекла феномен, но е преседан во македонскава култура. Да, исклучително мюзиклот како форма и како е многу скап. И ние како продуценти од независната сцена влегавме во една лудост, да речеме, да пробаме да го извадиме на сцена. Успеавме. Се гледа тоа и патот допрва ќе доаѓа или ќе го гради, ќе освојува се пред себе, верувам. Маја, каква беше реакцијата на Владко по премиерата? Да, иако тој нели беше дел од процесите на прова, беше, но ме интересира она официјалната изведа, првата премиера кога нели публика гледа, кога се е тоа официјално веќе направено, веќе не е работен процес, туку е делото на сцена. Владко прв пат ја гледаше ден пред премиерата. И тогаш тој имаше некакви ситни замерки во однос во најголем дел на свирачкиот дел, музиката, бидејќи се свири во живо. На предпремиерата, која што имаше малку публика, чисто сакавме да тестираме како публиката реагира, тој многу емотивно го доживеа мюзиклот. Со насолзени очи. Имаше некоја солза, така? Да, со насолзени очи, со моменти без зборови, без текст, што е тешко да се постигне кај Владко. И морам да кажам дека од предпремиерата па до последната изведба на 12 јуни, Владко беше на сите изведби. Си ја гледаше со насолзени очи, со аплаузи, тој е воодушевен. Вели дека го допира, тоа не е автобиографска приказна за Владко,
но е веројатно приказна за секој млад човек кој тежне да успее, кој верува во своите можности, во своите капацитети. Веројатно и тој се препознава во... Меѓутоа, тој е првиот сведок на своето творештво на овој начин. Веројатно и тоа ехо не може да го спречиш како емоција. Јас го прашувам, велам, како е да си ја слушаш музиката? Одсвирена, одпеана, па вика, некако се дистанцирам, тоа, вели, е мојата музика, ама и не е, веќе е нивна музика. Значи, меѓутоа, мислам дека го допира енергијата на сцена, го допира љубовта на тие актери и музичари кон неговата музика и воопшто кон целата приказна, така што ние добивме една исклучително емотивна реакција од Владко и добивме голема поддршка, што е многу битно. Да, моја околу 3000 гледачи официјално има прилика, ајде да речам, премиерно да го гледаат спектаклот и да го гледаат као кое што говори за Скопје, кое што можеби веќе и не постои, баш ќе кажам, таа особено можеби малска блискост, повеќе човечност и повеќе време едни за други. Мислам дека као тоа некако го понуди како една емоција, да се подсетиме дека некои вредности сме ги загубиле по пат. Меѓутоа, дали ова представа е тивка критика на светот во кој што живееме можеби и денес, и што денес можеби нотира самиот мюзикал она што недостасува во заедницата во која што живееме, барем во Скопје? Секаде. Не само во Скопје. Ние на премиерата имавме критичарка, театролог од Белград. Од Радио Белград. Рецензираше, денеска ќе објавиме рецензијата. Таа пак вели дека апсолутно е универзална приказната и дека може да е и за Дорчол, и за Земун, и за Скопје, за било кој град, бидејќи е приказна. Да, ние го маркираме старото Скопје со макети на зградите, се случува во некаков, да речеме, социјалистички период. Јас не можам да го дефинирам, дали е крај на 70-ти, почеток на 80-ти, во време кога носевме кецели на училиште, во време кога не беше дозволено да се носат долги коси на училиште и така натаму, го има тоа. Меѓутоа, она што ме прашуваш дали го маркира или дали ги не враќа на вредностите, јас повеќе би се задржала на нешто друго, а тоа е топла, убава приказна за вербата во себе. Мислам дека тоа е последната и важната порака на овој мюзикал, дека секој треба да верува во себе, секој носи некакви вредности, секој носи некаков талент, кој што треба да го извади на површината. Многу е полесно тоа да го правиме кога сме млади, отколку во позните години. И она што всушност ние го извадивме од текстот на Венко Андоновски, а тоа е дека за да се роди пеперутката, треба да умре гасеницата во тебе. Тоа е метаморфозата, да. Мора да умре тоа што ползи, за да се роди тоа што лета. И она е тоа што мислам дека сите сакам да го посакуваме, да го запомнат и да го понесат со себе дома. Дека навистина вербата во себе е она што не движи напред. Далеку може да не однесе. И сега кога јас се враќам како продуцент на целата приказна, точно тоа е. Вербата во овој мюзикал го донесе на сцена. Инаку нема, мислам дека веројатно ако ја изгубевме вербата во него и во себе нас, немаше ни да го имаме. Така е. Ти прималку изад камера ни рече уморна сум, но среќна за еве баш ова, докаде како се оствари проектот и докаде се или колку постигна во овој краток временски период, но рековме неговото време допрва доаѓа. И ова е проект кој што дефинитивно треба да го види Балканот, треба да го прошета светот, би рекла, затоа што мислам дека секаде ќе има публика за овој мюзикал. Па еве, може да споменеме, најавено е Охридското лето, најавен е настап во Будва. Кој е патот кој што као ќе годи овој летен период маја? Значи, и покрај изведбите, извини Марко, нема, велиш сакам да се одморам, ама веројатно одморот ќе стигне. Веројатно првата станица ќе биде како што најавивме со да се испочитува домашното. Битфест, да. Битфест, Битола, 19 јуни. Да, сега одиме во петок во Битола. Знаевме дека музиката... Владко Стефановски е саунтрак на Балкан. Извини, колку луѓе се вкупно?
На сцена се 22 актери. Имаме 12-13 музичари кои што свират во живо, а позади веќе знаете дека околу 100 души Замислете. Значи целата таа екипа сега оди Битола, па после Охрид, па после... Да. Значи прво сме во Битола, на 20 август ќе го затвориме Охридско лето и на 23 август го затвараме Будва град театар. Навистина не радуваше поканата од... Пристигнуваат ли веќе ве покани од... Комуникацијата почнува, да. Регионот го дознава, прво затоа што го следат и Владко, па гледаат и таму и Владко со големо задоволство раскажува. Веројатно неговото излегување надвор ќе биде во следната година, бидејќи дури веќе во регионот не се договараат работите ад хок од денес за утре. Ние внимателно и тоа ќе го... Не се летаме, па нема ни потреба. Народски кажано. Формата ја имаме, сега таа ќе патува. Апсолутно. Она што мене ми е драго што еден македонски културен продукт, производ, ќе може да излезе надвор, да биде верификуван, да покажеме дека, што би рекле луѓето, и ние коњи за трка имаме. Имаме исклучително талентирани глумци и млади и од повозрасната генерација. Имаме фантастични музичари, во оркестарот свири Јан Стефановски, тој е синот на Владко, Бобан Мирковски, кој што е нашиот аранжер, и Стефан Петановски, морам да го издвојам во целава приказна, бидејќи Стефан Петановски многу храбро, вешто и дрско ги свири партитурите на Владко Стефановски. Велам дрско, затоа што не е едноставно пред него да му ја свириш неговата музика. Мислам дека тоа е правиот избор на збор. Да, а Владко е виртуоз на гитарата. Стефан Петановски е веројатно новата звезда на македонската гитарска сцена, да речеме. Така што Балканот, а и светот ќе види исклучителни таленти и јас навистина посакувам секој од нив да си отвори некоја своја врата. Тоа е некаква втора или трета цел на овој музикал. Се сложувам и во време кога секој млад човек во земјата слушаме, обсервираме, нели, преку нашиот медиум на Телма, бараат инспирација надвор од Македонија, Маја, можеби успехот на Какао на овој музикал е доказ дека младите можат да бидат и да создаваат тука уметност. Тоа е, мислам дека и еклатантен пример и само треба да им се постави екосистем. Екосистемот, апсолутно. Треба да им се даде простор, мислам дека талентирани млади имаме. Ова е баш пример дека не заостануваме од светските продукции ако се сака. Мислам 100 луѓе да ги донесеш на сцена и да има една патувачка приказна. Прво беше исклучително предизвикувачки Венко Андоновски, Дејан Пројковски и Владко Стефановски сите што да се спојат. Потоа беше да им се пренесе ентузијазмот, бидејќи ова не се прави за, не знам, како тезга или како добар дил, што би рекле американците, тука едноставно се прави како со голем ентузијазам, со желба да се направи. И со почит кон делото, кон се она што го... Секој еден од нив го има создадено. Маја, имавте дилеми околу насловот? Зошто Какао? Не. Тоа победи? Тоа беше неверојатна приказна помеѓу во Нови Сад, помеѓу мене, Дејан Пројковски и Билјана Драгичевиќ. Ние таму бевме по друга работа и просто зборувавме дека после глумците пеат, сме свесни дека има капацитет за една поголема форма, мюзикал, и некако дојдовме до музиката на Владко Стефановски. Мене не знам нешто ми светна во главата и само се свртев и реков да, ќе се вика Какао. Немаше дилема. Какао се пишува исто и на кирилица и на латиница. Тоа е кога продуцентот ќе пресече и тоа Ама и кога ќе му се отвори небото. Какао се изговара секаде исто. Какао е многу звучно и многу е препознатлива, да. Така што и Какао има една реплика во мюзиклот, вели главната хероина Дона, вели јас пијам какао. Зошто? Па вика затоа што кога некој би ме видел гола, дали сака да ме види низ чисто или нечисто стакло? Низ нечисто. Зошто? Низ чистото се гледа се, а матното мораш да го довршиш со фантазија. Фина метафора. Сакам да кажам, какаото е преточено како една метафора, дека многу често работите се прават од матно, од несигурно, од... Например, Владко има друга теорија кога ја пишувал песната, ни ја раскажуваше Какао. Сите сме вика ние нешто као. Јас сум фраер, ти си дама, све е нешто чудно, матно, а пловиме ни животот. Тоа е приказната. Прекрасно. Може ли, колеги од режија,
така едно 40 Мало секунда една сегментче. сегментче, чисто да испровоцираме и веројатно ќе те прашаме кога следна изведба во Македонскиот народен театар, ама кусо вака примера да уживате во оваа некоја примерна видео приказна која што беше екранизирана. Аплаузот трае можеби 2-3 минути, со биси уште малку повеќе, меѓутоа процесот трае месеци, години. Тоа веројатно беше и кај вас, знам дека истовремено дека го работите со својата сестра, секако и со целата екипа глумците пеат. Искрено беше многу убава новина дека истовремено работите на мюзикл, а тоа говори за вашиот труд. Самата се свесна веројатно дека довербата ја имаш, затоа што битисуваш и пулсираш во Скопје со заедницата воедно и ја знаеш добро македонската музичка дискографија, ги знаеш многу добро македонските песни и не ти беше, да речам, можеби нешто непознато, ама не беше нели едноставен процесот. Како и да е, по сите овие овации, распродадени изведби, регионални покани сега, дали може повторно овие 3000 премиерни луѓе да имаат, да се дуплира дозата на Се гледачи? разбира, мюзиклот ќе си оди на редовниот репертоар на Македонскиот народен театар. Тоа претпоставам дека ќе оди Од септември. Од септември, Од септември, наскоро ќе ги објавиме и датумите, значи ова е во планот да игра се додека има публика. Позориште на Теразијама, театарот во Белград, има мюзикли кои што играат по 20, 25, 30 години. Мораме да направиме таква традиција. Значи во тие мюзикли ке нив се менуваат кастингот, главните глумци остареле, па дошле нови и така натаму. Ние ќе го играме се додека публиката сака да го гледа. Она што ние го добивме како фидбек од публиката е дека многумина од нив рекоа: "Вау, ова беше шок, ќе дојдам повторно да го гледам на Танане", што би Исто рекле. како театарска представа. Да. всушност, така е. Многумина рекоа: "Ќе си ги донесеме децата. Сакаме да го видат и нашите деца, тинејџери." Значи, мислам дека ќе се гледа, а ние сме тука да го играме се додека публиката го бара. И сигурни сме дека ќе живее со години. Се сложувам од цело. Премногу труд, премногу љубов, премногу све е од нула направено, освен музиката на Владко која што ја имавме. Значи текстот на Дејан, на Венко Андоновски, режијата на Дејан, кореографијата на Олга Панго, музичките аранжмани на Бобан Мирковски, кои што беа одобрени од Владко, што е исто така еден значаен потврда и придонес, да. Премногу љубов е внесено, така што мислам дека е навистина жално да престане. Нема ни една причина, нема ни една причина. Да бидеме реални, Маја, да бидеме свесни. Веќе имаме, велам, се јавуваат од Србија, но ќе бидеме многу внимателни да не бидеме како муви без глави. Значи мораме да направиме Вие сте каде ќе се постави самата сцена. Одлично. Колку и да си во моментот уморна, импонира да се создаваат нови приказни, значи дека ова недостасува на нашата културна сцена. Ќе ти посакаме на тебе и на екипата, земете малку оддишка, ама вратете се и со нови идеи. Нека потикнува и кај други продукции, независни, зависни, неважно оние државни институции да се создаваат музики. Значи, јас стварно велам, многу е тешко, многу е скапо, многу е, меѓутоа се прави се. Ова е доказ дека се може да се направи. Прво треба да се има верба и љубов. Значи, ако го гледаме како бизнис, тогаш не треба ни да се почнува, да. Но ова е потврда дека независната сцена може да функционира со помош на поддршка на
приватните компании, се разбира и Министерството за култура и Македонскиот народен театар, меѓутоа првенствено е со приватниот сектор, што е многу добро, што е многу показател дека приватниот сектор е расположен да вложува во културата. И на самата премиера видовме како тие посакаа да се представат и така натаму. Тоа е само доказ дека можеби нешто менуваме во општеството. Битфест и Охридско лето од септември и во Македонски народен театар.